Мило ми е што сум тука во Софија. Ова е прва премиерска посета. Јас сакам да кажам не само на новата реформска влада, туку и на една нова Македонија што се роди од ова големо искушение и голема агонија. И оваа Македонија нема комплекси, не и требаат многу споменици за да биде горда на себе си и нема предрасуди. И вистина е време да развиеме еден нов дух на Балканот, особено пред се со Бугарија. Ние овие денови многу зборуваме за историјата и така натаму. Во основа нашите две држави да не се блиски, според мене е антиисториски. И нема никаква логика. И ова може би требаше да го направиме на почетокот на... Не може би, туку требаше да го направиме на почетокот на 90-тите години, кога Република Македонија стана независна 91 година. Многу време изгубивме, може би и беше потребно некои лекции да се научат и така, ама мислам дека пораснавме. И соочувањето со реалноста е многу здраво, и јас ќе се обидам, почнав тоа да го правам, ние како министерство, ние како влада и целата држава, ќе се обидеме да ја убедиме Грција дека ова што се раѓа во Македонија треба да се поддржи. И јас пледирав сериозно да размислат каков сосед сакаат да имаат. Ако сакаат да имаат европска демократија, без комплекси и предрасуди, пријателски настроена, целосно отворена за соработка во сите области, тогаш треба да ја дигнат рампата за НАТО, бидејќи кога поголемиот сосед ве блокира, реакцијата не е поголема конструктивност, туку создава една дефанзивност. И исто така, тај моментот во регионот е многу важен. Шините што ги поставија Европа и Америка заедно по војните во поранешна Југославија се малку разнишани. Европа е многу зафатена самата со себе. Посебно старите земји членки станаа скептични колку овој процес на пристапување реално ги менува земјите, а пак земјите кандидати станаа скептични дека има крај овој процес и малку е разводнет процесот. Нема кој знае какво внимание од врвот на Вашингтон и тоа го прави регионот во една ситуација, има сили кои што можеби сметаат дека се создава можност за други опции. И затоа е многу важно членството на Македонија во НАТО, брзото членство е многу важно, ќе има смирувачки еден ефект и една порака дека оваа држава е таму за да остане во тие граници. Јас ќе се обидам да ги убедам нашите руски пријатели дека тоа што ние го почнавме уште од 93-та година, една од првите декларации на собранието кај нас е Северноатлантската интеграција, членството во НАТО. Тоа ќе биде добро за нас, тоа ќе биде добро за регионот. Тоа не значи дека ние треба да имаме лоши односи со Москва. Не е или. Има многу области каде што можеме многу да ја зголемиме соработката, да ја напредиме соработката. Ја исто ќе се обидам да ги убедам дека тоа што според нив во периодот на кризата беше да ја штитат Македонија, со нивните изјави има повеќе од околу 11 изјави имаат од Министерството за надворешни работи на Руската Федерација. Во основа они го бранеа Груевистан, а не Република Македонија. Бидејќи ерозијата на институциите од внатре ја направи Македонија многу слаба. И тоа кулминираше на 27 април, кога полицијата дозволи да се напаѓаат пратеници во храмот на демократијата и не застара на страна на уставот и на собранието, туку на партијата и партиските наредби. И таква работа ние никогаш веќе нема да дозволиме. И јас мислам дека веќе дел од нив отстранивме и сите ќе ги отстраниме. Мислам дека инфраструктурата е многу сериозна. Многу е важна работа.
И тој коридор 8, јас сум од 96-та година во Министерството. И само за него слушам. Го читам, го слушам, во тези и така, тука не е доволно само да зборуваме. Ја вчера седев на ручекот со од една страна до премиерот, од друга страна до вашиот министер за транспорт. Московски. Ивајло, кој што многу практично објасни што треба, кој се... Ми мислам дека треба една заедничка делегација на сите земји кои што имаат интерес оваа линија исток-запад, вклучувајќи ја Италија, таму завршува, и Албанија, ние, Македонија, Бугарија, да седнеме, да најдеме, веројатно ќе бидат комбинирани фондови, ама тоа мораме сериозно да го бутнеме ние, и нема само да се случи од себе. И мислам дека не е доволно тоа да го зборуваме, мора да се организираме, да ја бутнеме работата, тоа многу ќе ги отвори можностите за економска соработка. Политиката ќе поддржува и ќе прави клима како што почна да прави, ама мора да има и патишта, мора да има и пруги. И тоа е исто многу важно, ќе има и повратен позитивен ефект. На политиката полесно ќе биде после да гради близкост и пријателство, ако и бизнисот е тука. Чакаме тези отворени ръце и от двете страни да се стиснат и да започнат да работят. Защото, пак се връщам на началото на разговора ни, думите са добро, но много добър пример. Они вчера и почнаа да работат. Тоа исто не е за подценување. И најавата дека на нашиот тој празник Илинден е во нашата државност вткаен. И самата најава дека тогаш сакаме да го подпишеме договорот, да имаме возвратна посета на премиерот Борисов, тоа се повеќе од думи. Вчера после тоа ова со улиците исто така е голема работа. Ние имаме во Македонија големо почитување на председателот Желев со тој визионерски потек што го направи тогаш. Он има стратешка и историска улога за Македонија. Апсолутно, и тоа е за висока почит. Благодарение на него Турција, благодарение на и многу држави. Да, знам. Ја знам таа блиска историја апсолутно. Така што не е само на зборови, кога доаѓаат од премиери и самите зборови се веќе дела, особено кога ќе почнат вака да работат. Нас ни даде одговорност голема на двајцата министри и на нашите тимови. И сега таа работа да ја завршиме до крај. И знаете што, ако нема волја, ние да имаме идеален договор, не сме ги завршили работа.